Ви сте во 18 часот, добро вечер, ова се настаните на денот. Што точно вчера заплени полицијата во Скопје? Демократскиот сојуз бара законски измени за производството на марихуаната. Во основа да се забрани производството на марихуана. Синдикатите при УПОС се уште размислуваат за договор со владата и матичарите бараат повеќе пари или излегуваат на штрајк. Се надевам дека конечно управата ќе си го добие и овие вработени тоа место што го заслужуваат. Извинувам пред цела влада и цело министерство тамаше. Грешев многу, се извинувам. Грешив што зборив. По серијата закани, серија извинувања. Независниот полициски синдикат поднесе кривични пријави за оние кои велеа дека ќе има убиства. Јаневска најавува длабоки реформи во високото образование. Што да очекуваат професорите и студентите? Еднаш избрани редовни професори во иднина по усвојување на законот имаат реизбор по 7 години. Македонската јавност се уште ги чека одговорите од институциите по вчерашната акција на полицијата и обвинителството во која неофицијално е запленето рекордно количество марихуана, односно речиси 30 тони. Не се знае ниту дали има уапсени лица. Дејан Трајковски на темата. Колоната од полициски возила, комбиња и камиони кои ја спроведоа опсадата на поранешен Охис, засега не се знае со што се си заминале од фабриката, освен со засега неофицијалните рекордни 27 тони марихуана. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека истрагата трае и дека поради тоа во моментов повеќе детали не можат да откријат. Во недостаток на официјални информации не изостанаа партиските реакции на вчерашната акција. Од Демократскиот сојуз бараат поскратена постапка во собранието да се донесе забрана за производство на марихуана во медицински цели, воедно да се објават сите фирми кои се бават со таков тип на производство и да се види кога и кој им ги издал лиценците. Нашата идеја е да се расправа парламентот и мислам дека во основа да се забрани производството на марихуана, но можно е со некакви силни гаранции, законски гаранции и натаму да се произведува за медицински цели, но тоа да се определи оние компании кои што овие, речеме, марихуаната, канабисот, односно сите овие работи можат да директно да ги стават во производството на лекови. Треба да се преиспита работата на Министерството за здравство, на кој се, кога ги издал такви лиценци, какви контроли се спроведувале, кој бил вклучен директно или индиректно со своето политичко влијание околу можноста да биде заштитена некоја компанија слободно да произведува, да продава. Истрагата која претходеше на вчерашната акција се водела подолго време, а се поврзува и со заплената на 5 тони марихуана во Србија. Тамошните власти, кои го уапсија косопственикот на Алфа Фарм, стационирана во Охис, посочија дека марихуаната дошла од Македонија. За ова, интерна истрага отвори и Царинската управа, во која ќе се утврдува дали се направени пропусти од страна на управата, односно ќе се бара одговор како поминала толкава количина на марихуана преку граница. Вчера за акцијата говореше и премиерот Мицкоски, кој посочи дека станува збор за голема акција, од чии детали, како што кажа, граѓаните ќе бидат непријатно изненадени. Поранешна македонска ракометна легенда, двајца полицајци и еден пожарникар се осомничени за примање подкуп за побрзо издавање лични документи, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, осомничените во периодот февруари-април 2024 година организирале шема за незаконско посредување при издавање лични карти, пасоши и возачки дозволи, за што наплакеле пари. Против нив е поднесена кривична пријава до обвинителството за организиран криминал и корупција. Меѓу осомничените и поранешната ракометарка Валентина Радуловиќ. Таа заедно со пожарникарот наоѓала заинтересирани граѓани и прибирала лични податоци кои потоа биле доставувани до полицајци, вклучени во забрзување на постапките. Од МВР наведуваа дека шемата функционирала со однапред договорени улоги и цени, со што бил нарушен принципот на
нееднаков третман на граѓаните, а истрагата продолжува. Откако МВР ја објави оваа информација, а медиумите ја споделија, на социјалните мрежи се огласи и Радуловиќ. Таа ги отфрли обвинувањата и објасни дека станувало збор за ургенција за блиски лица, на кои итно им бил потребен нов пасош. ВМРО ДПМН вечерва одржува Централен комитет на кој ќе се избираат нов извршен комитет и нов генерален секретар на партијата. Претседателот на партијата и премиер Христијан Мицкоски најави дека во овој мандат партијата ќе има поинаква организацијска структура, односно ќе функционира со претседател, генерален секретар и членови на извршниот комитет. Председиштото на партијата Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, дали започна со станокот? Добро вечер. Се уште не е започнат состанокот, се очекува во секој момент да почне, а овде веќе започна да доаѓаат членови на Централниот комитет на ВМРО ДПМН и веќе, како што кажав, во секој момент се очекува да започне. Инаку, она што би можела во овој момент да го споделам со нашите гледачи е дека денеска на седница на Централниот комитет ВМРО ДПМН избира нов извршен комитет и нов генерален секретар на партијата. Председателот на партијата Христијан Мицкоски синоќа во телевизиско интервју посочи дека во овој мандат ВМРО ДПМН има само председател, генерален секретар и членови на извршниот комитет, а исто така спомена и дека досегашните подпредседатели Александар Николовски, Владо Мисајловски, Гордана Димитриевска Кучовска и Тинчо Муцунски ќе бидат предложени за членови на извршниот комитет. Исто така спомена и дека ќе бидат предложени и други имиња. Она што исто така би можела да го додадам во овој момент е дека новиот состав на извршниот комитет ќе треба да содржи 29 членови. Исто така премиерот Мицковски, председател на ВМРО ДПМН, рече дека ќе побара од Централниот комитет да се донесе одлука за распишување избор за нов председател на Унијата на ветераните. Тоа се оние информации кои што би можеле да ги кажеме во овој момент, бидејќи за сега нови информации нема. Како што споменав и пред малку, веќе започнаа тука да доаѓаат членови на партијата, а може да го слушнеме и кратко министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, кој што накратко застана пред камерите пред да влезе внатре. Одржуваме Централниот комитет на кој што треба да се донесат одлуки кои што се поврзани со суштински процеси во рамките на ВМРО ДПМН. Очекувам дека Централниот комитет ќе ги донесе одлуките во интерес и на партијата и на државата. Во овој момент не можам да се сообщам. Така, а за во 19 часот закажана е изјава на премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, во која што ќе бидат соопштени сите детали од текот на денешната средба. Тоа би била за сега оваа информација од тука, а секако со повеќе информации најавувам во следното издание, односно во вечерното издание на вестите. Бети, ти благодарам. И покрај повеќето пари за лекување на малигните заболувања, проблемите на пациентите остануваат. Раното откривање е клучно во лекувањето. Парите не се секогаш проблем. Синдикатите при УПОС се уште одлучуваат дали ќе го прифатат предлогот за речиси 40% повисоки плати во наредните 3 години. Владата најавува повисоки плати за околу 7800 вработени веќе од април. Во меѓувреме опозицијата бара минималец од 600 евра, а Сојузот на синдикати на Македонија веќе најавија блокади и протести. Сандра Спасовска. Без малку целото членство на УПОС дава зелено светло на постигнатиот договор со владата за покачување на платите за околу 40% во следните 3 години. Од УПОС велат досега се изјасниле околу 95% од синдикалните организации за нив предлогот е прифатлив. Вчера УПОС и владата се договорија покрај усогласување на платите со минималната, околу 7800 административци да добијат дополнителни 8% во следните 3 години. По изјаснување
соединување на сите синдикални организации УПОС во текот на наредната недела ќе оствари работна средба со представниците на владата, на која ќе биде договорен опфатот и теркот на колективниот договор, велат од УПОС. И премиерот Христијан Мицкоски во телевизиско гостување рече дека ако сите се согласни, од понеделник ќе почне изготвувањето на индивидуалните синдикални договори и веќе од април со исплатата на мартовската плата ќе добијат повисоки плати. Доколку е се во ред, тогаш во недела би требало да конечно се согласиме и од понеделник да почне изготвувањето на така наречениот темплейт, односно примерок како би изгледал тој индивидуален договор, синдикален договор. Од СДСМ и денеска побараа ребаланс на буџетот и прифаќање на нивниот предлог за минимална плата од 600 евра. Доколку би се зголемиле платите, според пресметките на партијата, потребни би биле околу 120 милиони евра. Средства кои според подпредседателката на СДСМ, Тренчевска, во буџетот ги има, само треба да се пренаменат. Со кратење на 20 до 30% на делот стоки и услуги, каде што се возила, мебел, патувања, репрезентации, договорни услуги, комфорт на функционерите, се обезбедуваат 130 милиони евра. Со кратење на делот разни трансфери, од хонорари, временни вработувања, ќе се обезбедат дополнителни 75 милиони евра. Поради барањата за повисок минималец, но и раст на платите, ССМ во вторник идната недела најави блокади на собранието, а во деновите потоа и на стопанските комори и на владата. Дополнително синдикатот поднесе иницијатива до собранието со која бараат намалување на функционерските плати, односно коефициентите да се намалат за 40%, а како основица на нивната пресметка наместо просечната да се смета минималната плата, зашто досега позитивно се изјаснија од СДСМ. Матичарите бараат зголемување на платите од 20% и во понеделник доставуваат колективен договор. Ако нема договор со владата и Министерството за финансии, најавуваат протести и затворање на сите шалтери низ државата. За ова Афродита Рамос. Вработените од управата за водење матични книги во понеделник ќе го достават својот колективен договор со барање за зголемена плата од 20%. Од нивниот репрезентативен синдикат вела дека токму овие административци примаат најниска плата, а од нивната работа зависат голем број на други институции. Доколку не им се исполнат барањата, од синдикатот најавуваат протест со затварање на сите шалтери низ земјава. Она што е 888, ние го прифаќаме тоа, меѓутоа без 20% да се даде покачување на ова категорија на работени, верувајте, тоа не го задоволува барањето, кога ќе се зголеми 8% платата, на нивната плата 8% и на другите плати, разликата ќе биде уште поголема. И затоа апелираме до премиерот, нека ја слушне ова изјава, ние сме спремни да разговараме, да го потпишеме тој колективен договор и се надевам дека конечно управата ќе си го добие и овие вработени тоа место што го заслужуваат. Директорот на управата за матични книги Фатон Фазлиу вели дека барањето за повисока плата е оправдано со оглед на обемот на работа, но посочува дека зелено светло треба да даде Министерството за финансии. Прво треба да го разгледам предлогот нивен, по консултација со соодветните органи, во овој случај со владата и со Министерството за финансии, ќе треба да им одговорам. Како управа ја знам што буџет располагам и знам кај можам да се движам. Во овој случај јас немам средства дополнителни за да ги исполнам нивните барања, но за ова ќе треба да добиеме одговор од Министерството за финансии. Од КСОМ посочуваат дека барањето за повисока плата датира години наназад. За сега добиваат само порамнување со покачување на минималната плата. Последниот еднодневен протест беше во месец декември. Сега, тврди председателот на КСОМ, вработените се подготвени да истраат и подолго во протестите, доколку не добијат зголемување на платите. Нови законски решенија за воспоставување единствен и функционален систем за високо образование и наука најави министерката Весна Јаневска. Станува збор за законот за високо образование, за квалитет во високото образование и науката и за научно-истражувачка дејност, од кои првите два веќе се објавени на ЕНЕР и се отворени за јавна дебата. Маја Стојановска.
Со заакнување на критериумите за напредување во звања на факултетите, Министерството за образование се надева дека Македонија конечно ќе напредува на Шангајската листа. Секој кој ќе аплицира во избор во звање, доцент вонреден или редовен професор, од сега ќе има обврска до изборот да изработи и објави најмалку 6 до 7 научни трудови, од кои 3 до 4 треба да бидат објавени во списание со импакт фактор. Со новиот закон за високо образование, за професорите се воведуваат и построги критериуми за избор и напредување. Редовните професори ќе се реизбираат на секои 7 години, а мандатот на ректорите ќе биде 4, наместо досегашните 3 години. Се разбира, ќе има период на прилагодување. Оние професори кои се затекнати во избор, за нив ќе има олеснување за првиот следен избор. Законот предвидува еден наставник доживотно да остане во исто звање, доколку ги исполнува условите за тоа звање при секој следен избор. Еднаш избрани редовни професори во иднина по усвојување на законот ќе имаат реизбор по 7 години. Оние кои веќе се избрани во редовни професори нема да бидат опфатени со овој закон. Паралелно се подготвува и нов закон за квалитет во високото образование, кој меѓу другото предвидува реорганизација на Агенцијата за квалитет. Според Јаневска, крајната цел е воспоставување на реална контрола на квалитетот на образованието на универзитетите. Очекуваме драстично намалување на студиските програми, но бидејќи многу брзо ќе треба сите јавно високообразовни установи во Македонија да се прилагодат на условите, очекуваме дека релативно голем број од нив ќе се само затворат или ќе бидат затворени по сила на закон. Измените предвидуваат и бенефиции за студентите, кои со стипендија од државата студираат на најдобрите 100 светски универзитети, или пак студираат во Македонија и се добитници на инженерски прстен, или се прогласени за најдобри студенти на универзитетот. Тие ќе имаат предност при вработувањето на државните универзитети, како наставно-научен кадар. Документацијата за случајот со извоз на мозочни ткива во САД е под лупата на обвинителството за организиран криминал. Појавните објаснувања на професорот Гораст Росоклија во ексклузивното интервју за Канал 5. Обвинителите ќе побараат документи за да утврдат дали имало незаконитости во проектот. Случајот доби дополнителна тежина откако се појави во белешките на Джефри Епстин. За ова Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Документацијата поврзана со случајот извоз на мозоци во САД за научни цели, а чиј дел вчера се објави и на Канал 5, оде под лупа на обвинителството за организиран криминал. По вчерашното интервју на професорот Гораст Росоклија, кој го предводел проектот, од обвинителството велат дека од него ќе се бараат документите за да се направи анализа и да се утврдат фактите за временскиот период на проектот, како и тоа дали евентуално имало незаконитости за поврзување со кривично дело. Од Министерството за здравство по формување на работната група објаснуваа дека случајот сега е во обвинителството. Вчера професорот од Универзитетот Колумбија за Канал 5 ја објасни целата постапка и намера како професор кој таму предава да ги поврзе од својата родна земја докторите со цел да добијат знаење и опрема која ќе помогне во невропсихолошките заболувања. Тој објасни дека се било според сите законски норми и дека не може да се изнесе ткиво без дозвола од роднините и документите од двете земји, Македонија и Америка. На семејството на починатиот му дават информативно писмо. Во тоа информативно писмо го канат на разговори, му објаснуваат што од нив очекуваме. Ако семејството се согласи, тогаш семејството, член на семејството доаѓа на разговор со психологот или со психијатарот. Пред да почне разговорот, психологот, психијатарот бараат од членот на семејството да потпише консент форма. Тоа е форма на согласност дека се согласува на интервју и се согласува ткивото да биде употребено за научни цели. Фершпет ги бара двата документа. Еден документ од институцијата која го праќа ткивото, друг документ од Министерството за здравство, во кое Министерството за здравство дава одобрување да тој биолошки материјал излезе надвор од земјата.
Случајот со истражувањето на мозочни ткива од Македонија протече во белешките на починатиот милиардер Џефри Епстин, во кој се посочува дека органите биле отстранувани по смртта на одредено лице, биле веднаш замрзнати и транспортирани во САД за научни цели. Во ова истражување биле вклучени професорите Гора Стросоклија и Алексеј Дума. Средствата за лекување на пациентите од рак се зголемуваат, но проблемите на болните остануваат. По повод Светскиот ден на борбата против ракот, лекарите советуваат дека клучот засега е во превенцијата, односно раното дијагностицирање. Сања Трајковска-Ставров. Отворена рана се лепи со фластер. Вака од Сдруженијето Хема Онко го опишуваат начинот на целокупниот третман на сите клиники за онколошките пациенти, односно целосниот македонски здравствен систем. Тендерите и бирократијата не оставаат без лекови, но терапијата не е единствен проблем, бидејќи зголемените пари лани на онкологија не ги решија работите. Велат од Сдруженијата. Бројот на пациенти расте и на онкологија има повеќе од 200 ново дијагностицирани само за 2025, а неопходни се подобри скрининзи и поорганизиран пристап за превенција на ракот, да се спречи, наместо да се лечи, порачаа од Сдруженијата на пациенти на Светскиот ден за борба против ракот. Кога зборуваме за пациентите со рак, значи зборуваме за огромни проблеми, зборуваме за недостаток на иновативна терапија, зборуваме за недостаток на соодветна грижа, зборуваме за недостаток на палијативна нега. Во нашиот здравствен систем на отворена рана ние лепиме ханзапласт. Значи, додека не се седне и да се направи целосна реконструкција на патеките, на протоколите, на соработката и уште еднаш кога кажам, ресоциализацијата на целиот систем, ние за реални резултати нема да дојдеме. Од Фондот за здравство сметаат дека парите не се секогаш проблем, па со минатогодишното огромно зголемување на буџетот сакале да покажат на дело дека и со над двојно повеќе финансии, со 20 години стари протоколи за лекување, нема драстично подобрување. Директорот на онкологија ги одмина медиумите и не објасни дали ова така и кој е планот за подобрување. Сакавме да демонстрираме една работа, дека парите не се секогаш проблем. А бидејќи најчесто изговор во нашето општество нема пари и седиме со скрстени раце во водичите за лекување. Тие што се официјално објавени се од 2008 година. Има објавени нацет водичи. Недозволиво е кога имаме терапии кои чинат десетици милиони евра да се водиме спрема работи што не се службени. Здравствените власти ветија дисперзија на онкологија во повеќе градови низ земјава, но за сега ова оди тешко, признаваат и од фондот. Во однос на прекинот на минатогодишната пракса, доктори од Скопје да одат да прегледуваат пациенти во Битола, надлежните велат дека застој имало само минатиот месец. Проблем настанал поради административни согласности, а од Битолската болница за Канал 5 потврдуваат дека од наредната недела посетите ќе продолжат. По големата трагедија, прашањето е како понатаму. Евроамбасадорот Михалис Рокас порача дека закрепнувањето од Кочанската трагедија е можно само преку единство, поддршка и правилно насочени ресурси. Европската унија и Романија на настан во Eurhouse ја повторија поддршката за Македонија за надминување на колективната траума, повикувајќи се и на слични трагични искуства од минатото. Здравко Димитров. Пожарите во дискотеките во Кочани, Кран Монтана и Букурешт во последнава деценија имаат еден заеднички именител – пропустите во однос на протоколите за пожар и драстичното надминување на капацитетот на гости, вели државниот секретар за цивилна заштита на Романија Раед Арафат, споделувајќи ги горчливите искуства од трагедијата во романската дискотека Колектив, која пред 10 години одзеде 64 животи. Арафат преку оригинална видеоснимка ги поврза пропустите во трите објекти. Вели и покрај тоа што пожарот во Букурешт бил изгаснат за 6 минути, последиците биле катастрофални. Што се случи во Букурешт? Може да ги видите веднаш огнометот да го видите. Пиротехничките средства. Пиротехнички средства што не смеат да се користат на затворен простор. Кај не се забрането тоа да се користи во Романија. Клубот беше покриен со акустична пена, звучна пена, што е лесно запалива, а излез за итни случаи беше затворен. Требаше да има максимум 80 лица
имаше околу 400 луѓе. Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас рече дека е тешко да се закрепне по ваква трагедија, но и дека мора да се најдат паметни начини и можности за да се продолжи понатаму. Според него треба да се најдат начини за да се поддржуваат и придружуваат семејствата на загинатите во дискотеката Пулс. Она што е важно сега е да се најдат паметни начини како да се продолжи понатаму. Во делегацијата на Европската Унија веќе ги собравме сите достапни можности, сили, опции. Во делегацијата организиравме работна група за да видиме како на најдобар начин да ги канализираме достапните ресурси. Главната лекција за да не се повторуваат слични трагедии, според романските власти, е да се воведат јасни правила и да се осигура дека тие навистина се почитуваат, односно да се проверуваат на терен. Само вистина е веднаш по рекламите, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!